Фала на Бога, браќи и сестри, што еве денеска сме заедно собрани во молитвениот дом. Не само да се присетиме на оно што Исус го направил за нас, туку и да се заблагодариме на Бога за неговата милост, заштита во текот на овие 3 месеци кои се позади нас, па и цела ова половина година која веќе изминува. Денеска сме овде да се присетиме на најголемиот настан што Исус го имал после Голгота, односно пред Голгота, тоа е обредот на понизноста и обредот Света вечера. Насловот го гледате, денес би размислувале за тема кој е достоен кај трапезата. Секогаш кога се подготвуваме за Света вечера, во срцата на сите луѓе или христијани, многу верници се поставува на прашање, се појава прашање кој е достоен да ги приме овие символи. Кога гледаме во ова бела наметка, во овие бели чаршави и се гледаме себе си, помислуваме дека кој е достоен од нас да пристапи кон Светата вечера. Дали сум достоен јас, дали сме ние достојни да пристапиме на оваа трпеза. Во мојата служба за овие 40 и кусур години имало верници кои пристапувале и прашувале пастори дали да примам Света вечера. Зошто? Па имав некои слабости покажано во текот на месеците. И тие притисоци вршат терет врз срцето, врз мислите на таа личност или на тој верник и велат јас не сум достоен и кога ќе ги видам во салата, тие не ги гледам, тие луѓе. Се устануваат дома. Мислејќи дека поради некое под наводници греф или паѓање во животот, еве сега не се достојни да пристапат кон Светата вечера. Многумина чувствуваат поради недостојност, ради своите слабости, да учествуваат во Светата вечера. Но, браќи и сестри, Библијата учи дека никој од нас не е достоен. Никој од нас не е достоен да пристапи кон Светата вечера, ако не е надежта во Христа и ако Исус не ни помогне да сватиме дека сите ние имаме привилегија да пристапиме кон ова Света вечера. За која минута ќе анализираме неколку личности, неколку имиња од ова слика, од овие луѓе, од овие верници, да кажам, или ученици Исусови, кои биле присутни овде заедно со Исуса. Но кога гледаме, повторно ќе се навратам на белиот чаршав, гледајќи во белиот чаршав и во овие символи овде што се покриени во лебот, символ на Христовото тело и виното, символ на Христовата крв, едноставно се чувствуваме толку валкани, толку недостојни и подобро е да се повлечам тамо некаде настрана или воопшто да не дојдам таа сабота во црква, за да не учествувам во обредот Света вечера. Се чувствуваме како да не ни е местото овде и затоа го прискокнуваме овој чин. И едноставно има верници, поднаводници, кои се чисти. Поднаводници ставам, не сакам никого да повредам, меѓутоа чистите верници веднаш го цитираат овој стих, кој мото или подноже на нашето денешно проучување вака вели, зато оној кој недостојно јаде од овој леб, овде што ја имаме на маса, и пие од чашата Господова, виновен ќе биде за телото и крвта на Господа. Сме го читале повеќе пати. Би сакал денеска да појасниме што значи овој текст. Дали врши толку притисок на мене, на тебе, секои 3 месеци кои ќе дојдат, зашто 4 пати во годината го имаме овој чин. И тогаш сите наши мали гревови, кога велам мали, ситници, падови, паѓања, излегуваат толку големи како Монт Еверест, како најголемата планина, најголемиот врв. И толку вршат притисок на нас да не посегнуваме да земеме и да учествуваме во обредот Света вечера. Што всушност значи оној кој недостојно јаде или пие? Дали кај трапезата само може да бидат оние кои се чисти, они кои се свети,
кои се праведни, кои се безгрешни. Ако е така, тогаш ова трапеза денес треба да остане празна. Сеќавате последна верска организација, каде што верниците доаѓаат на ваков чин, и кој прима света вечера? Никој. Нивниот пастор ќе каже кој е достоен нека пристапи. И скоро никој не доаѓа. Ти имат бројка одредена во светски рамки, колку Македонија се свети, тие тројци или петмина имат право да примат света вечера. И така во цел свет таа бројка е распоредена. Што значи кој недостојно јаде од овој леп или пие од ова чаша? Ајде се навратиме на библискиот тема, на библиската основа. Во Исусово време, знае, постоеле повеќе верски фракции или групи. Појаки били, најсилни биле фарисеите и садукеите. Фарисеите верувале дека тие се единствените достојни да бидат во Божја близина, бидејќи ги исполнувале сите надворешни ритуали. Но Исус едноставно ги шокирал, ги изненадил со ова изјава, што сега ќе ја прочитаме. Немаат потреба од лекар здравите, туку кој? Болните. Јас не дојдов да ги повикам праведните, туку грешниците на покаяние. И навистина, овој текст, за да го илустрираме, се сетим на еден пример на една мајка. Еве една фотографија. Замислите, дете си игра надвор во дворот. Во калта, се валка. Ајте, деца како деца. Целото е извалкано и некаде наручек доаѓа дома, звони на вратата или тропа и мајката му отвара. Го гледа детето испокинато, целото извалкано. Детето стои на вратата и плаче, бидејќи знае дека е валкано. Мајката што му вели? Дали го кара? Дали му вика вистинската мајка? Мајката не му вели: ти не си достоен да влезеш сега во мојата куќа. Не си достоен да влезеш внатре и да јадеш на нашата трпеза. Таа го зема детето, го носи во купатело, го пере, го мие, му е соблекува маицата, му дава чиста, неизвалкана маица. Браќи и сестри, нашата достојност не доаѓа од тоа што сме ние останали чисти во овој валкан свет. Не доаѓа достојноста наша од тоа што сме останале чисти во овој свет, туку од нашата подготвеност да дозволиме Исус да ја соблече нашата валкана мајца или валкани алишта и да не облечем со неговата. Ние му дозволуваме Исуса да не измие целосно, како што тоа ќе го сториме после самата проповед. И еве што кажува овој коментар од книгата Копнежот на вековите. Никој не треба да се воздржува од светата вечер. Ако до денеска стоеше кај тебе или кај мене некоја задршка, некоја запирка, која не ми дава да одам понатаму, затоа што сум покажал слабост во текот на месеците кои се позади нас. Овде пишува: никој не треба да се воздржува од светата вечера, затоа што меѓу присутните можеби има некој кој е недостоен. Секој ученик е повикан јавно да учествува и со тоа да посведочи дека го прифаќа Христа како личен спасител. Исус не дојде да ги повика праведните, туку грешниците на покаяние. И сега би сакал да се вратиме малку на историјата на светата вечера. Да се навратиме на овие 12 свети луѓе. Иако не биле свети самите, за која секунда ќе се увериме. За да сватиме кој бил достоен, мора да се навратиме на оваа слика, браќи и сестри. Таму немало ангели. Дали имало овде ангели? Дали имало серафими, херавими и ангели? Имало или не? Немало. Тоа биле обични смртни рибари, луѓе, царинарници, професија секаква. Таму сме били јас и ти, на таа света вечера, символично зборува. Дали Исус го знаел тоа? Да, Исус го знаел. Исус не само што физички ги познавал, 3,5 години јаделе, спиеле, работеле, заедно биле, туку тој ги читал и нивните срца. Ке спомнам само 3-4 личности.
Најпрвин, најстариот, највлијателниот апостол Петар. Кој бил Петар? Кој бил апостол Петар? Човекот кој бил со силен темперамент, како некои од нас што сме. Ке изреагираме, не може да трпиме. Петар колку пати се откажал од Исуса? 3 пати. И тој бил таму на трапезата. Десно или лево од Исуса, не е важно. Дали у средината или на крајот. Исус го знаел тоа. Сепак, што правил Исус со нозете на Петар? Му ги измил. Исус се наведнува и му ги мие нозете на Петар. Исус не му ги мие нозете на Петар врз основа на тоа колку Петар бил добар. Туку што во тој момент не бил опште добар Петар. Или од 1 до 10 може бил на 4, на 3, на 5, не знам. Меѓутоа Исус не му ги мие нозете затоа што Петар бил добар, многу добар во тој момент. Зошто само после неколку часови тој истиот Петар каде ќе отиде? Ќе каже на многу силна реченица: јас него познавам, зарем е можно? До пред неколку часови јаделе света вечера. Исус му ги мие нозете, сега Петар вели: јас тој човек не го познавам. Исус не го условува својот дар со идна верност кон Петар, на Петар кон Исуса. Тој го мие предавникот, исто како што ќе го мие и верниот ученик Јован. Подосна ќе го видиме и Јуда, предавникот, кој ќе го предаде Исуса. Исус и нему ќе му ги мие носите. Замислите, Исус ја зима крпата ја зима, најпрвин ја симнува својата горна облека, става вода во легенот и му ги мие не само на Петар, на Јован и на останатите. Ја зема крпата и му ги брише нозете, почнувајќи од Петар па до најмладиот, најмалиот ученик кој бил присутен таму во горната соба. Тука е лебот, тука е виното, тука се присутни учениците. Лебот како сидро за враќање кај Христа. Зошто Исус му дава и леб и вино, односно грозов сок на Петар, иако знаел дека Петар ќе падне за неколку часови. Затоа што тој залог од светата вечера треба да биде сидро, котва. Сидро значи за апостол Петар, да го врати повторно назад. Исус знаел дека ќе го издаде, но му дава сидро за да може да се врати, да не одлета скроз Петар, тука да застане на тие 3 пати што тој ќе се откаже од Исуса. Исусовите раце му ги мијат нозете, му делат леб и вино на истиот тој човек кој наскоро ќе го издаде. Но, понатаму да ги споменеме Јаков и Јован. Јаков и Јован. Кои биле тие? Браќа биле, така? Крвно биле браќа. Интересни личности. Наречени се синови на громот. Луѓе кои само неколку дена пред овој настан, еве ги овде, на советување со Исуса, само неколку денови претходно биле во едно село и не биле добре дојдени од страна на жителите и што посакале? Дај Боже оган, да ги сравнеме со земја, нов Содом и Гомор нека биде. Гледате колку биле воинствени во своите срца. Тоа биле луѓе со краток фитил. На трпезата седеле луѓе со краток фитил. Да не го забораваме тоа. Петар го спомнавме. Сега тука е Јаков и Јован. Тоа било село во Самарија. А Исус и нив ги седнува на трпезата. И тие двајца се тука заедно со Исуса. Исус значи покажува дека неговата заедница, трпезата е отворена за сите. За сите е отворена неговата трпеза. И луѓе со лесен карактер и со тежок карактер, како што биле овие луѓе. Двајца луѓе кои биле брзи да реагираат. Тој не чека сите нас, браќи и сестри.
тој не ги чека тие да се смират, па тогаш повелете на трапезата. До тогаш одете, перете се, мијте се, обновувајте го карактерот. Кога ќе бидете на некоја висина, тогаш дојдете и седнете покрај трапезата. Само неколку дена пред вечерата, овие двајца преку нивната мајка праќаат писменце до Исуса, а во писмото што пишувало? Ако е можно, моите деца да седнат близу тебе, Исусе. Еве ќе формираш нова влада. Ти треба министри, сега актуелно кај нас у Македонија нови министри. Замислите каква желба. Но, браќи и сестри, нивните срца биле полни со себични амбиции и љубомора кон другите ученици. Човек кој нема љубомора, седно мој кој ќе биде изабран за старешина, кој ќе биде изабран за прв џакон, благајник или било што во црква. Сите сме браќа и сестри. Меѓутоа, очигледно овие двајца имале своји себични амбиции. Но светата вечера го менува тој нивни поглед. Исус дозволува и тие да се најдат тука, зашто кој ќе излезат од тука, ќе излезат со препородени срца. Ќе го видиме тој истиот Јован, кој бил воинствен, ќе биде наречен ученик на што? На љубовта. На љубовта. Ќе пишува за љубов. Навистина, ќе пишува за љубовта Господова. Дали е можна трансформација? Можна е. Кога сме овде, покрај трапезата, може да доживееме и ние денес трансформација, промена на нашиот карактер. Исус му ги мие нозете на Јован. Момче кој сакало да фрла оган врз своите непријатели. Тој всушност го топи неговото срце. Исус го топи неговото срце со огонот на Божјата љубов. На Божјата љубов. Години подоцна, тој Јован нема да пишува за оган од небото, туку ќе остане и ќе стане апостол на љубовта. И сега, клучна поента, кој е од овој настан, браќи и сестри? Ако во твојата душа и денес се уште тлее некој гнев, гордост или желба да бидеш над другите, трапезата Господова е вистинското место за тебе. Исус ги повикал синовите на громот да дојдат и тие тука покрај трапезата да седнат. Да ги претвори во огнови на љубовта Господова. Тој може да го стори тоа исто тој со тебе и со мене денеска. Одеме на следната личност, четвртата. Тука е братот Јуда. Го нарекувам брат по Христа. Јуда со големи амбиции, со големи способности, да бидеме фер. Исус го пофалил. Зашто имал, навистина, добри особини да создаде одедно 5. А која фирма не би сакал да има таков благајник, кој ќе ги намножи средствата, да таа фирма навистина работи позитивно. Тој човек, иако знаеме дека сам се приклучил кон Христа, кон неговата група, гајал или одгледувал навистина себични амбиции. Исус дали знаел дека Јуда ќе го предаде? Да или не? Да. Дори знаел, односно пишува во Стариот Завет дека ќе биде тоа 30 сребреници. Но Исус му дозволува и тој да седне покрај трапезата, и тој да биде дел од оваа историска слика, на денеска до удобитниците, ама сепак од прилика така и се случувало. Замислите, Исус ќе биде продаден од страна на Јуда. Но што е интересно, и во легенот кај што стоел Јуда или седел, Исус става вода. Исус ја зима повторно крпата. Исус се наведнува и му ги брише нозете на својот издајник. Каква голема љубов, браќи и сестри. Исус, еве таа слика. Може би гледаат и учениците. Исус како да имал поголема љубов кон својот издајник. Сите очи биле вперени кон гестот кој го прави Исус. Со овој чин на крајна понизност, браќи и сестри, Спасителот му ја дава на Јуда последната, најмокната, најсилната, би рекол, шанса да се покае и да го скрши својот заговор. Да го скрши својот заговор или договор кој го направил претходно со водачите дека ќе биде Исус предаден.
Овде гледаме дека Божјата љубов се бори за таа душа која не е изгубена целосно, но наскоро ќе биде за секогаш и за вечност изгубена. Ова ни кажува, браќа и сестри, дека Исус никого не отпушта веднаш. Исус му дава привилегија, му дава шанса. Го води чекор по чекор, за да го врати повторно таму кај што му е местото. Дури и кога нашите срца се далеко од Исуса, неговата благодат се уште не чека. Се уште не чека Божјата благодат. И еве што кажува текстот. И така како јас, Господ и Учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни. И вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Значи, пред да ги скрши лебовите, пред да го подели лебот и виното, Исус го прави овој гест, што и ние како христијани адвентисти го правиме и ќе го правиме до крајот на векот, односно до Христовото второ доаѓање. Исус да е денеска овде со нас, истото би го направил. Без разлика колку од нас се чувствува денеска недостојни. И би не поканал и би рекол, дојдете сите кај мене. Немој да се устручавате, немој да се стегате, немој да се срамите, немој да се плашите. Без разлика колку прашина паднала врз нашите духовни тела или во нашите мисли, денеска е време кога Исус ќе ја пружи раката, крпата, да ги измие и да ги избрише твоите и моите нозе. И еве го овој цитат. Ова церемонија, миење нозе, е Христова подготовка за светата вечера. Се додека во срцето се негова гордост, раздор и суета, срцето не може да стапи во заедница со Христа. Ние не сме подготвени да ги примиме символите на неговото тело и крв пред да се изврши ова чистење. Значи, затоа ние го имаме обредот на понизноста пред да пристапиме кон овие символи. Ако има нешто недоразбирање, сега е време тоа да се сравни. Сега е време тоа да се тргне. Сега е време тоа да се уништи. Ако има нешто измеѓу мене и Бога, може се појавила сомнешта. Може би недоверба во Бога. Може би разочарување. Сме се молеле. А ете како се да си стои така. Како Бог да заминал на годишен одмор. Како Бог да не одговара нашите молитви. И тогаш кај нас се појавува, може би, оној сомнеш, знаете, сомнеш. И се прашуваме, кој е достоен? Кој е достоен кај трапезата? Може би, Боже, јас не сум достоен, како она жена што рекла, Боже, јас не сум достојна да јадам од трапезата. И што побарала таа? Од трошките. Ние велиме таму струмиле ронките. Од она што останало. Но ние не сме за ронки, браќи и сестри, ние сме за трапезата. Зашто Исус умрел за тебе. Исус не гледа ронки. Исус не гледа големи, како што учивме во пулката. Исус не гледа наследници во Новиот Ерусалим. Исус не гледа наследници на новата земја. Таму, кај што Исус ќе не повика еден ден и ќе ни каже, добри и верни слуго, си бил верен во колку? Во малку си бил верен. Но влези во радоста на мојот Господар, зашто за тебе и за мене Исус умрел. Исус го дал свој живот. Во една црква со години двајца браќа не разговарале. Имале некои недоразбирање меѓу себе. Секој сабота доаѓале в црква, интересно, но некој седел десно, а другиот лево. Кога дошол денот за светата вечера, едниот од нив решил да го послуша советот на Господа. Постојано Духот Свети го ударал, како со каменче по главата, во совеста, дека тоа што го прави не е добро. И кога дошло време за миење на нозе, се качил во собата или слегнал долу, не е битно каде тоа го бавувале, отишол во таа просторија за миење на нозе, клекнал пред својот скаран брат
држејќи леген пон со вода и со солзи во очите, и еве што му рекол. Брате, прости ми. Брате, прости ми. И тој миг се срушила таа бариера, тој јас, таа провалја која постоела со години помеѓу нив. Таа тврдина на гордоста се срушила. Светата вечера не е само за нас, браќи и сестри, и Бога. Таа света вечера е и за нашите ближни, пријатели, верници со кои живееме и со кои другаруваме. И еве што кажува текстот. Но Бог ја докажува својата љубов кон нас со тоа што уште додека бевме грешници, тој умре за нас. Значи, Исус го дал својот живот пред да ние се родиме. Исус не имал и нас во својата предиспозиција, во смисол како тој кој се знае дека и ние ќе се родиме еден ден, дека и ние ќе паѓаме, ќе стануваме, дека и ние ќе го сакаме. И затоа Исусовата крв, браќи и сестри, е влезница за новата земја. И еве при крајот еден краток пример. Кралски печат. Во средниот век, знаете, ако некој обичен човек сакал да влезе во дворот кај кралот, тој не би имал шанси да влезе внатре, зашто тука постојат кралски стражари. Веднаш би го исфрлиле и може би го затвориле. Неговата облека би била уште повеќе скината и едноставно истеран надвор. Но ако тој селенец има писмо, еве, ова асоцира на писмо, со печат на принцот или на самиот цар, кога би го покажал тоа писмо пред стражарите, веднаш капијата би се отворила и би бил внесен до самиот цар. Браќи сестри, печатот за вратата која треба да биде отворена на новата земја, нашите пропусници за светата вечера е крвта на Исуса Христа. И затоа денеска ни еден од нас не треба да се чувствува недостоен. Туку сега е време кога треба да пристапиме кон овие символи. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Дали ќе му отвориме? Дали ќе отвориме вратата на нашето срце или пак се уште е таа мисла од почетокот кој е достоен, кој не е достоен? Сите сме ние денеска достојни, зашто сме дошле овде. А ќе излеземе очистени, затоа што сме го прифателе Христа и сме ги признале своите греови и слабости. И еве сосема на крај уште овој цитат. Нито еден човек не треба да се исклучува себе си од светата вечера затоа што чувствува дека е недостоен. Напротив, токму поради тоа што се чувствувате грешни и ви имате потреба од Христа и неговата благодат. Браќи и сестри, светата вечера не е награда за нашата добрина, затоа што сме биле добри, па еве сега вие добрите, ние добрите, ќе дојдеме и ќе учествуваме. Не, таа е лек за нашата скршеност, за нашата слабост. Доаѓаме затоа што ни треба лекар, затоа што ни треба духовна подкрепа, затоа што ни треба кој ќе не потикне духовно да напредуваме во нашиот живот. Кога денес ќе пристапиме кон лебот и чашата, да не гледаме во својата несовршеност, да не гледаме со очај дека месото не е овде, кога гледаме во овој бел чаршав, да не гледаме дека ние не сме достојни да пристапиме кон овие символи. Туку да кажеме, Исусе, те сакам. Исусе, те сакам. И затоа сум денеска овде. Од друга страна, Исус, еве што ќе ни каже. Те познавам, ги знам твоите борби, ги знам твоите солзи, ги знам твоите потешкоти. И покрај се, јас ќе те сакам и те поканувам на мојата трпеза. Има ли нешто подобро од ова, браќи и сестри? И за која минута кога ќе ги земе овие символи, кога в рака ќе држиме леб, символ на Христовото тело, и ќе држиме чаша,
символ на Христовата крв. Нека ова света вечера биде момент на ново раѓање, момент на ново простување меѓу себе и момент кога неговата достоинственост ќе стане наша реалност. Нека навистина овие расширени раце Исусови допрат и до твоето и до моето срце, дека сите денеска можеме да пристапиме кон овие символи, зашто Исус ги ширеше неговите раце на Голготскиот крст и тој го даде својот живот за ние да бидеме овде радосни колку е може на ова грешна планета, но еден ден да бидеме со него во вечноста. Гледате овде символично на ова лева маса има се уште место. Исус ги повикал: дојдете кај мене, сите кои сте уморени. Сите, знам дека сите нема да дојдат, зашто ѓаволот ги влече, тој широк свет и тој привлекува. Иако Исусовиот пат е тесен, но и леадници одаат. И затоа Јован во Откровение, кога гледа на стакленото море, колку луѓе гледа? Мноштво. Нема бројка. Тој користи некои броеви во негово време кои биле во оптек. Кога би Јован живел денеска, кој знае колку на дигитрон би напишал броеви. Не би ги ни прочитале. Да, нова маса денеска има место и за тебе. Немој да се чувствуваш недостоен. Дојди кај Исуса. Исус те сака. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.